Нарете второто полувреме во денешната утринска на Алфа, а мојот прв денешен гостин веќе е подготвен да не запознае со тоа какви се најновите третмани за повреди на зглобови, лигаменти, скршеници и така натаму, бидејќи еден од најповиканите на оваа тема. Задоволство ми е да го поздравам доктор Михајло Ивановски од Аџибадем Систина. Добре ни дојдовте. Задоволство ми мене што сум утро со вас. Так, не сте прв пат? Не сум прв пат. И знам дека не ви е неприродно ова чувство. Вие, како што дознав од колешката Искра, пред малку важите за звезда помеѓу вашите колеги. Да, последен пат овдека со нејзе бев на утринска, така да, така ме представи. Одлично. Покрај тоа што успешно се справувате со бројни повреди, скршеници и така натаму и непрестанно го надградувате вашето знаење, кажавте дека во тек се и некои најсовремени методи за овие повреди, но и се грижите за здравјето и повредите на до неодамна ракометарите, а сега веќе и за фудбалерите, нашите фудбалери. Да, покрај општата травма која што ние секојдневие, скршеници, фрактури, повреди, значи посебно задоволство ми е што ја работам и спортската травматологија, односно спортските повреди. Да, задоволството е големо што работам со тие врвни спортисти. Нели, мојата работа не секогаш е добра за нив, меѓутоа, да, задоволството е големо. Работа со спортисти бара една посебна, да речеме, посветено, затоа што тие луѓе работат, живеат од тоа и е потребно да се вратат што е можно побрзо, во што е можно подобар ритам после една повреда. Така. Постојат ли, доктор Ивановски, сезонски повреди? Еве сега сме ние на истекот на зимата, на прагот на пролетта и предпоставувам дека секое годишно време носи некој свој тип на повреди. Така. Токму така, значи зимото завршува, нели, баш прошлиот пат зборувавме за тие скршеници, замрзнати терени, нели, улици, повреди кај поводрасни луѓе. Сега ни доаѓаат топли периоди и ни доаѓаат малце, да речеме, посериозни повреди, затоа што сега ќе излезат моторите, точаците, луѓето ќе почнат повеќе да се движат, да патуваат, доаѓаат малце посериозни повреди, тоа се најчесто high energy травми, кај помлади луѓе кои што бараат еден посериозен. Тротинетите ги запоставивме, а толку многу се присутни и толку многу се случуваат, за жал, инциденти со нив. Имаме, значи, од тоа ја спомнав, таа општа травма е многу такви повреди во овој период и она што исто ќе го спомнам, како се затоплува, излегуваат и рекреативците покрај професионалните спортисти кои што исто така имаат повреди при спортување. Во овој период е многу, ќе ги спомнам, и скијачките повреди, затоа што се уште се скија, а снегот е се повлажен и многу често имаме повреди, поготово на колената и на скочните зглобови. Значи тоа се мекоткивни повреди, повреди на лигаменти, менискус и рескавица, кои што се случуваат кај рекреативците кои што скијаат во овој период. Да. Препораката е да се внимава, да се скија, меѓутоа да се внимава. Да. Колку е важно, еве веќе ги споменавме скијачите, знам дека тоа е една огромна љубов, една огромна пасија и оној кој што еднаш се соочил со тој бел снежен спорт не може никогаш да престане да скија, колку и да биде ограничуван со време, со средства и така натаму, тоа е вистинска страст, е скијањето. Колку е важна навремената реакција, навременото пружање на прва помош и правилното пружање на прва помош? Ке се надоврзам на пасијата, да, јас скијам од своја 4-та година и е стварно баш така, апсолутно пасија. Постариот син скија од своја 4-та година, така да апсолутно, значи, бел спорт кој што тие што го применуваат треба да продолжат да го применуваат, а тие што не го применуваат да почнат. Треба да се обидат. Да. За жал се случуваат повреди, меѓутоа кога ќе ставите, нели, јас велам на кантар што добивате, што го губите, подобро е да се скија. Повредите кога се случат на самиот терен е многу битно да се тие не може да се санираат, меѓутоа да се во дадениот момент имобилизираат најчесто на прав начин за да не настане понатамошна компликација од самата повреда, а понатамошната дијагностика и третман, нели, се следува по соодветни установи. Така. Кога станува збор за скршеници, мене лаички ме интересира вака, природно ме интересира, бидејќи јас досега за среќа, и се надевам дека и понатака ќе продолжам така, не сум имала скршеница, не сум имала пукнатина, но од мои блиски кои што имале и пукната коска и скршена коска, која што не е видлива, затворена е, внатрешна е, вела дека едното и другото многу боли, ужасно многу боли. Како да ја препознаеме болката?
на пукнатина обична, на обично набивање и на скршеница? Најчесто болката, независно колку кафе прагот на болката кај човекот кој што е повреден, скршениците многу повеќе болат од мекоткивните повреди, иако кај некои луѓе мекоткивните повреди се драматични. Покрај страшната болка, најчесто скршениците одат и со деформитет, видлив на раката, на ногата, на екстремитетот, видлив деформитет, кој што не може да не го препознаете. Значи, болката плюс тој деформитет е јасен. Најверојатно и некаков крвав подлив ќе се јави. Па тоа и не може да го приметите, поготово спомнавме скијањето, значи под униформата не секогаш можеме да го видиме крвниот подлив, меѓутоа еден деформитет на екстремитетот со страшна болка и неможност на користење на екстремитетот се малте несигурни знаци за скршеница. Значи, доколку почувствуваат луѓето болка, без разлика дали е таа мала или поголема и трае, не треба да ја занимаруваат, така нели? Да, апсолутно не треба, поготово по сите спортски терени има луѓе, дали се тоа доктори, дали се парамедици, кои што ќе дадат прва помош во дадениот момент. Многу често и мене ми се случува на скијање да застанам за да помогнам, затоа што едноставно треба помош. Така. Кога се случи тоа. Децата како категорија на најмали меѓу нас, луѓето веројатно најчесто се изложени на повреди, не само кога станува збор за скијање, за зимски спортови, туку и обично во секојдневниот нивни живот и често пати ќе сретнеме на улица дете во гипс, со рака, со нога и така натаму, кое си се движи и си ги завршува своите обврски. Природно, веројатно е кај децата порано да заздравуваат и полесно да заздравуваат коските. Детската травма е исто специфична проблематика. Ја работиме заедно со детските хирузи, ние травматолозите, и ги спомнав се гипсот. Да, најчесто поминуваат имобилизација, односно кај нив се трудиме да сме максимално конзервативни. Со некој тип на имобилизација, гипс, кај нив најчесто зараснуваат. Временскиот период е пократок и рехабилитацијата кај нив иде многу полесно, раздвижувањето. Несомнено има повреди кои што побаруваат оперативен третман, кои што мора да се изврши. Меѓутоа, да, зараснувањето, рехабилитацијата, враќањето во нормална функција иде многу полесно во детската возраст. Да. Кога можеме да кажеме, до која година на човекот, човечкиот век, коската е млада? Од која година коската старее? Па видете, се дори коските имаат линии на раст, односно додека тие растат, се млади. Значи, токму затоа е специфичната детската травматологија, треба многу да се внимава да тие линии на раст не се нарушат, пошто може да е до скратување на екстремитетот. Значи, во зависност од возраста, од 14 до 18, зависи од индивидуалноста тоа, значи коската расте, меѓутоа тоа радиолошки многу убаво се гледа до каде е линијата на раст и колку уште коската ќе расте и во зависност од повредата се избира соодветна техника. Тука ги спомнам и повторно повредите на лигаментите, затоа што во детската патологија има посебна техника на лигаментопластика каде што не се нарушуваат линиите на раст. Ние сме оперирали 11-12 годишни, ке спомнам, спортисти, кошаркари, млади деца кои што после повредата и операцијата продолжуваат понатаму. Да, здравието и векот на коските има врска со она што наследуваме ние на генетската лотарија што ќе ни се падне? Па добро, секогаш генетиката има влијание. Има влијание. Да. Како и Некогаш многу одамна имам слушнато дека колку си постар, потешко заздравуваат отворени рани, повреда на коски и така натаму, и дека поврзано било со годините. Колку години имаш, толку денови им се потребни на коската да почне да се зацелува. Има тоа врска или само некое застарено верување? Тоа е само верување, не само за коска, за сите повреди, така вела. Значи јас сум го слушнал тоа, нели, колку години, толку денови. Меѓутоа, како поминуваат годините, тоа се поврзани многу работи, циркулација, крвни садоби, сето тоа влие на зараснувањето. Не е самата коска како коска, све околу неја се старе со годините. Так, ајде да се вратиме ние повторно од скашениците на коските на повредата и најновите третмани, најновите техники по кои што се врши, значи, современ начин на лекување на лигаменти, истегнување и така натаму. Да, тука ќе спомнам за една нова артроскопска техника, значи лигаментопластика долги години се работи во Македонија, се работи во многу институции во државата, на многу добро и високо ниво, мора да признам, од
сите колеги. Ние пред еден месец воведовме нова техника на лигаментопластика, благодарение на доктор Иван Василев, кој што ми е мене ментор во приказкава, иначе човекот е бугар кој што работи во Германија и во Софија. Така. Кој што доаѓа кај нас во болницата за такви, што би рекол, спешни, специфични операции. Се работи за лигаментопластика со употреба на тетива од квадрицепс како графт, како замена за лигаментот, се фиксира со техника all inside, односно во коленото без отварање на коленото, со канали кои што се прават од внатрешната страна. Она што е ново е самата тетива на квадрицепс, која што се користи за примарна реконструкција, која што е подебела и подцврста и се докажува на светско ниво. На светско ниво се работи во последниве неколку години. Кај нас, пак ќе спомнам, прв пат е воведена и прв пат во нашата установа. Се добива поголем граф, подцврст граф, кој што се докажува дека кај спортистите дава едно постабилно колено и поотпорно на понатамошни повреди. Так. Тоа е новитет на кој што јас лично сум горд што е воведен. Одлично. Колку дневен третман успешен треба да се постигне за да може спортистот повторно да се врати во функција? По зависност од повредата. Конкретно за една лигаментопластика, пациентот, спортистот не лежи во болница повеќе од една вечер, сабале се оперира, најчесто истиот ден попладнето се заминуваат, после 10 дена започнуваат со рехабилитација. Физикална терапија. Да, они фактички уште утре дента се станати на нозе, има посебни машини кои што ги враќаат побрзо во функција. После 10 ден започнуваат со физикална терапија, на 4 до 6 недели веќе функционираат нормално, се движат, возат кола, функционираат. На третиот месец почнуваат да трчаат, а од 6 до 9 месец зависи од спортот, зависи од карактерот на спортистот, веќе се способни да функционираат. Одлично. Кој зашто нели учел работел 90 минути фудбал, 60 минути ракомет или така е. како и да е. Ние сакаме да ги отвориме телефонските линии за сите оние кои што имаат да постават одредено прашање поврзано со зглобови, повреди на зглобови, лигаменти, стегнување, скршеници или нешто што ве мачи конкретно со професијата и со дејноста со која се занимава нашиот гостин, а додека го добиеме првиот гледач, јас сакам само да прашам нешто кај возрастните жени, кај возрастните луѓе што неретко го имам слушнато, е дека остеопорозата како една тивка болест често пати се најавува незнајно, нечујно, не знаат ни пациентите дека страдаат од остеопороза, но првично осознаваат откако ќе добијат некоја скршеница и откако ќе паднат, па потоа ќе дознаат дека имале остеопороза и затоа паднале им попуштиле коските. На што е тоа последица? Остеопорозата, и за тоа убаво ги спомнавте пред жените, да, е процентуално многу позастапена кај дамите. Поврзано е со... И тоа кај белата раса, црната раса, јас некаде читав дека не страда од остеопороза. И тоа е точно, поврзано е со возраст и поврзано е со хормоналниот дисбаланс кој што настанува кај дамите во менопаузата и кој што нели влијае на густината на коските, која што густина на кости понатаму кога ќе се намали предизвикува многу лесни скршеници и фрактури. За жал. Меѓутоа остеопорозата пак е состојба која што многу лесно може да се диагностицира и со соодветна терапија многу успешно да се третира, а со самото тоа и се превенира понатамошни повреди и скршеници. И се успорува. Апсолутно. И се успорува. Така е. Го имаме ние првиот гледач денеска, ова утро, затоа му даваме предност. Добро утро, повелете. Добро утро. Повелете, во програма сте. Види, јас кога удари вакцината за COVID, првата вакцина удари, левата нога ми се укочи после 3 дена, што вика. Ај некако размасираја, опуштиме ништо. Втората вакцина исто удари, на третиот ден клекна и усправи се коленото ме заболе. Од 16 август уште имам болки, не мине. Во колената? Да, во коленото. И сега моментално ја одите на терапија 30 дена и коленото сега не ме боле, шета тоа местото како стврдне се, згручи се, рачунаме така дека се згручува крвта. Беше ми доле спаднало у шапато, ногата да речеме. Сега се поврати, па над коленото иде мускула. Так, а проверивте крвна слика или ваша предпоставка е дека имате проблем со згручување на крвта? Па ја оди на да речеме на сликање тамо на сликава коленото, тоа ми кажа бајат израсток, ама нема сега мене коленото што коската беше не ме боле, едино сега што се помера тоа и како стврдне се местото дека тоа. Така, благодарам за јавувањето, доктор Ивановски.
ковидот за сите нели една непознаница апсолутно. Непосакувана. Непосакувана, јас конкретно ќе кажам за зглобовите, пошто се пожали господинот и на болки во колената, имаме некои необјасневи синовити, значи изливи во зглобовите, дали се колена колкови, кои што се јавуваат после прележан ковид или после вакцина, кои што се уште не можеме нели точно да ги објасниме, дури ми се случи кај млади оперирани пациенти после прележан, значи кои што тргнуваат во нова рехабилитација, прележуваат, па се случуваат такви болки во колена. Така, добро. Најдобро ќе биде да му препорачаме да се јави кај неговиот матичен лекар и да направи едно испитување. Да се направи понатамошно исследување. Да, дали имаме уште еден гледач режија? Добро утро, повелете. Дали се слушаме? Ало, добро утро. Добро утро, повелете. Ве слушаме? Ало, добро утро. Да, повелете. Еден голем поздрав. Благодарам. До докторот. Благодарам. Ајде, ве слушаме, повелете. Ке ве молам едно прашање. Зглобот од прстот ми отече, што може да биде тоа? Многу работи. Зависи од возраст, зависи дали има повреда, нема повреда, зависи од претходни проблеми, зависи од работа што се работи, така да дали нешто сте работеле, дали сте имале некаква травма? Може да е поврзано со реума, може да е поврзано со повреда, може да е поврзано со оштетување на самата зглобна раскавица, остеоартрит. Најверојатно, значи тоа е. И што да преземам? Па да се најпред да се јавите на лекар, ќе треба да се направи на рентгенска слика, да се испита лабораториски зашто можеби се работи, доколку е системски, доколку се работи за реума, ќе треба системска терапија, доколку се работи за остеоартрит, односно оштетување на зглобната раскавица, физикална терапија и некои суплементи. Благодарам. Ништо. Ви благодариме и вам за јавувањето. Дали имаме уште еден гледач режија? Немаме уште еден гледач, ќе го привршиме разговорот. Застанавме кај остеопорозата, предпоставувам дека многу жени ги засега токму таа болест. Каква е храната која треба да се појача во периодот од менопауза па натаму и кои витамини најмногу ги троши телото? Суплементацијата на витамин D и калциум се препорачува, значи независно дали има или нема остеопороза, поготово после 45-50 година. Така да храната богата со тоа и суплементите кои што ги има барем денеска на пазарот многу се препорачуваат, пак ќе спомнам поготово кај дамите и исто така пошто зборувавме за колената ќе спомнам дека раскавицата, зглобната раскавица која што се оштетува и не може да се регенерира, многу е добро, подобро да се превенира со некој тип на инекции интерартикуларни, поготово пак ќе спомнам кај дамите после 50-та година, како што нели се боцкаат хијалурони, ботокси, све и се освежуваме во текот. Добро изглобовите да не биде само од надвор, само за фасадата, туку и да направиме нешто добри за нашите коски, за нашето општо здравје. Затоа што кога веќе ќе се оштетат е касно, нели? Тогаш веќе е многу потешко и за нас, докторите хируршите да третираме и за пациентите. Така е. Имаме време само уште за еден гледач кратко да вклучиме. Повелете, во програма сте. Ало. Добро утро. Добро утро. Повелете. Поздрав до вашата емисија, јас сум Љупчо Спасовски од Тетово. Гледам ваша емисија и сакам да едно прашање за докторот. Повелете. Се вака имам повредено лигаменти уште од далечната 99 година на скијање. Со тоа што многу време не идев на лекар, дори не се оперираше коленото. Ми прави операција во 8 септември. Меѓутоа понатака како што проѓаа годините, имам истите болки, немам повратена повредата, но сега моментално да чувствувам целото колено боли. Значи имам повредено лигаменти, раскавица, лигаментите како што кажавте се крпени од квадрицепсот, мускулите се прелетени на тркалото, на коленото. Па ако може да ми кажете да контактирам, да ме видите, да дојдам, сакам да го решам мојот проблем, се уште сум во години кој скијам и сакам да проблем со скијање. Јас посекако стојам на располагање кога сакате, нели, ќе ве видам. Најверојатно кај господинот се работи за проблем со раскавицата, лигаментот е саниран, што е саниран, меѓутоа раскавицата која што е оштетена, ќе треба понатаму да се
дотретира дали со некој тип на инекции, дали повторно со некој тип на интервенција, меѓутоа Да. има решение, поготоа што е активен човек кој што скија, нели, треба да му се Што имате желба, така е, што имате желба да скијате и понатаму, доктор Ивановски ви е тука на располагање во Аџибадем Систина, можете да си закажете преглед кај него и ви посакувам уште многу години да скијате и да уживате во најубавиот, најбелиот спорт. Доктор Ивановски, ви благодарам многу за вашето устилско гостување. Успешна операција ви посакувам, бидејќи знам дека од овде право одите на закажана операција. Благодарам за поканата, ми беше задоволство и се надевам за повторна дружба. И мене исто така, некој следен пат повторно ќе зборуваме за корисни нешта.